Главен проблем на Скопје изминативе недели беше јавниот превоз и спорот меѓу градските власти и приватните автобуски превозници. Изјавивте дека се уште не се исцрпени сите можни институционални решенија. За кои конкретни институционални решенија мислевте? Најконкретно при таа изјава мислам се уште не е изјаснет за овој спор управниот одбор на ЈСП, кој ако превозниците имаат спор со директорот на ЈСП и со градоначалничката, советот на некој начин се изјасни, иако не презеде никаква мерка, на потек е управниот одбор на ЈСП, кој треба на јавноста да и каже постои долгот и да одреди динамика, ако постои, во кој рок тој може да се плати. Бидејќи превозниците бараат институционално да се решава, во органи кои не се надлежни за решавање на тој спор, ние очекуваме да се исцрпат овие средства, овие начини на решавање на спорот. Инаку по мене, тој спор е лесен и едноставен. Тој е тежок за индивидуално за одредени, односно и за сите превозници. Говорам за поединците, кои не примиле плата, се истрошиле, се задолжиле. Инаку, гледајќи го како проблем, 1 милион евра за градот, за ЈСП, не може да биде проблем. И не може да биде мотив за да се блокира Скопје и да се потрошат десетици милиони евра да се упропастат кај трошоци кои ги прават граѓаните преку повеќе потрошени горива за превоз, поголеми трошоци за стигнување до работно место, изгубени работни сати, изгубени бизниси, затворени дуќани затоа што или фирми затоа што не може да им пристапат клиентите. Тоа се огромни штети. Од тука по мене спорот, односно протестот имаше политичка позадина. Тој не беше насочен ниту кон ЈСП, ниту кон градоначалничката, беше насочен да ја растури политичката атмосфера во нашата држава и да го зголемува гневот и незадоволството на граѓаните кон владата. Кога веќе сме во политичката позадина, кој сметате дека стои зад протестот како политичка позадина? Да, јасно се отцртуваат контурите на опозицијата. Таа може да има само интерес од еден оваков спор. Бидејќи одговорноста која тие ја презеле пред скопјани за водењето на градот, за водењето на ЈСП, им бега од раце, не успеваат да го решат проблемот и се извлекуваат во еден процес во кој ни прикажуваат дека владата треба да се инволвира, таа да го решава, таа е неспособна. Иако ние сме во тој дел целосно децентрализирана држава, целосно демократизирана и секој треба да си ја понесе одговорноста за надлежноста која ја има. Во однос на тие барања беа изнесени и барања за одземање на ингеренциите на градоначалничката Арсовска во однос на превозниците, но потоа премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Фатмир Битичи јасно покажаа дека тоа би било одење 20 години наназад. Тоа е на штета на вкупните процеси во Македонија. Овој проблем е лесно решив, за да примениме една таква насилна мерка кон јавниот превоз во Скопје, која ќе значи враќање на децентрализацијата далеку пред почетоците на оваа децентрализација која има.
Но што ако ете сепак не се најде решение со приватните превозници? Дали би останало како опција? Она решение на кое вие мислите е лесно решливо. Меѓутоа, проблемот видливо таму се зголемува. Затоа што на овие превозници градоначалничките им ги раскина договорите. Им ја одзеде работата. И доколку тие останат под политичкиот притисок да не се пријават во новата форма на организирање на јавниот превоз, тие долгорочно ќе останат без своите работни места, без приходи за своите семејства. И со тоа проблемот може да ескалира додатно. Добро, сепак толку за превозниците. Да преминеме во процесот на децентрализацијата. Како процес, децентрализацијата влие во развојот на руралните средини, со оглед на тоа дека многу рурални средини во земјава имаат проблеми со елементарни услови за живење. Во тој контекст некои немаат дури ни водоводна мрежа, јавен превоз и така натака. Тука е проблемот со депопулација на руралните средини. Што се планира околу овие проблеми? Затоа што со години има ветување околу ова прашање, но или има многу малку напредок, или воопшто нема напредок во тој контекст? Тоа е многу по-комплексно прашање и многу потешко за решавање по патот по кој сме тргнале да го решаваме. Значи, ние како држава, како општество сме влезени во еден процес на децентрализација, на пренесување на ингеренции и на финансии кон единиците на локална самоуправа. Од друга страна ни се појавуваат единици на локална самоуправа кои воопшто немаат капацитет ни ова ниво на децентрализација да го спроведат. Според последните бројки од пописот, кои се уште не се целосно официализирани, ние имаме општина Зрновци, која е со 2000 жители, и имаме општина Куманово со 100.000 жители. Со истиот закон, со истата намера, со истата политичка цел на децентрализација, решенијата во овие два различни типа на општини не може да бидат со исти ефекти. Секако дека општината со 2000 жители нема капацитет да решава проблеми, за разлика од поголемите. И тука ние, и не само оваа влада, туку години наназад, тие диспаритети се решаваат низ некои мерки на регионален развој, кои што се недоволни да ги совладаат овие проблеми. Тука се појавува еден друг тип проблем. Македонија, Република Северна Македонија, има како држава низок капацитет и ниско ниво на можности за финансирање и решавање на сите проблеми што ги имаат граѓаните. Секако дека во такви услови парите мора да се насочуваат таму кај што ќе придонесуваат за поголем број на граѓани на оваа држава. А пак тоа предизвикува депопулација на овие нерешени. И тоа е еден голем конгломерат на проблеми кои, особено во овие кризни, не само сега со енергетска, претходно со короната, многу тешко можеме да ги разрешуваме. Тука можеме да се надоврземе и на фискалната децентрализација, за која и од ЗЕЛС велат дека ќе го зајакне гласот на единиците од локалната самоуправа.
Меѓутоа, како тука би се спречило фаворизирањето на едни општини, како што спомнавте, пред други? Затоа што сепак сите општини низ земјава немаат исто ниво на собствени извори, нели? А некои дури немаат ни извори за најосновните потреби. Неколку нивоа на овој проблем имаме. Прво, Македонија според бројките е пониско децентрализирана од европските стандарди, каде што повеќе од 10% од буџетот, од бруто општествениот производ се одвива низ локалната самоуправа. Кај нас тоа е некаде околу 5, 5,5, сега со овие промени во зголемувањето на учеството на ДДВ-то и на персоналецот за општините, се стремиме да стигнеме некои 6,5 до 25 година, што е ниско. Од друга страна, имаме неискористеност и на овие ингеренции кои што законот им ги дал на општините. Не говорам само за малите општини, и најголемите. Недоволно ги евидентираат имотите за да наплаќаат данок на имот. Недоволно ги искористуваат инструментите да зафаќаат данок на имот, не говорам од социјално загрозеното население, туку еве гледате во Скопје околу нас се градат облакодери кои што се скапи, кај што очигледно тој што ќе купува, ќе живее, може да поднесе поголеми давачки за имотот што ќе окупи во тие зони. Локалната самоуправа не посегнува по тој инструмент да зафати повеќе пари. Или комуналиите, особено во Скопје, се држат на ниво ниско, со тоа се овозможува интензивна градба која им смета на граѓаните, а без проблем, без никого да загрози општината, градот или можат да ги зголемат двојно, тројно и економски да ги регулираат овие односи во својата општина кои предизвикуваат една атмосфера на урбан хаос. И третото ниво се малите општини кои и да ги искористат своите капацитети нема да имаат можности да опстанат, каде што треба да се размислува за додатни владини учества во нивното финансирање. Во однос на Законот за рамномерен регионален развој, односно програмата што е за финансирање за урбаните подрачја, кој исто така, рековте дека предвидува поврзување на руралните и урбаните средини. Како ќе се одвива и како се одвива во моментов тоа и како ќе се одвива понатака, колку брзо ќе биде тоа? Знаете, тоа се одвива со една зацртана динамика која можам да речам е недоволна и не може да го разреши овој проблем. Таа е и објективно наметната. Ние денес можеме да водиме политички дебати дека државата следната година, например, ќе троши најголем буџет. Меѓутоа, и најголем дел од буџетот ќе оди за отплата на стари долгови. Реално ефективниот буџет ја речиси некаде на нешто над 50% од оваа сума. На тоа, ако додадете фиксните законски обврски кои што ги имаат институциите да ги почитуваат, многу малку останува за да можеме да го... Со ова не сакам ниту да
да се оправдам или секако дека мора да се преземаат и додатни мерки за да овие проблеми се решаваат. Но видете, ние во моментот ја имаме анализата која што со UNDP ја направивме за токму за функционирањето на општините во условите на оваа криза. Кога имаме најголеми повици, реални, од општините, дека многу им се зголемени трошоците за електрична енергија, што е факт. Товарот е преголем, тој заради кризата мора секој да го преземе, но видите што покажуваат бројките. Вкупниот, говорам за сите општини, сите 82 општини во Македонија, вкупните трошоци за енергија во јануари-септември 22 споредени со јануари-септември 21 се зголемени за 1 милијарда денари. Тоа е големо зголемување, се сложуваме сите. Ако се вкупните приходи во општините некаде околу 40 милијарди денари, 1 милијарда е големо зголемување. Но, ако ја погледнеме структурата што се случува во општините, тие овој трошок го префрлиле на намалување на капиталните инвестиции, што е од некоја страна и разбирливо. Меѓутоа, тие имаат зголемени трошоци за 1 милијарда повеќе за енергијата од лани, а ги намалиле капиталните инвестиции за 1.900.000, што е скоро 2 милијарди. Дупло, каде отишле, каде се потрошени таа додатна милијарда во некои неекономски, неефикасни мерки, проекти, не знам што. Ние ќе правиме и детална анализа каде е тоа се отидено, што говори за еден лош менаџмент од страна на овие општински раководства во оваа година. Згора на тоа, анализата покажува дека додатни 800 милиона денари општините ги изголемиле своите долгови и ги издигнале на ниво 4,2 милијарди денари, што во однос на 40 милијарди приходи е повеќе од 10%. Сето тоа говори за еден многу лош менеджмент, за ниска капацитетност на општините за да ги менаџираат општините, и тоа не само поврзано со кризата која е на ниво на 1 милијарда, туку ефектите кои они ги предизвикуваат во своите општини негативни, изнесуваат 2,7 милијарди денари. Тоа говори за многу лош менаџерски однос на, не сакам да речам само градоначалниците, советите, управите во општините во моментот во Македонија. Што би предложиле како можно решение за ова прашање, за побрзо можно решение и ефикасно решение? Многу брзи решенија ние не можеме да предложиме затоа што процесот на децентрализација е двотретински закон. Во оваа состојба на блокада на парламентот, ние анализите, предлозите што се прават со UNDP, со USAID, со помош на швајцарската амбасада,
Не можеме ниту да ги извадиме во јавност затоа што тие ќе изгорат во јавната дебата без да можеме да добиеме или да очекуваме некаков ефект во парламентот. Во еден ваш јавен настап најавивте дека се работи на реформа на законот за територијална организација на локалната самоуправа. Но дека во моментов политичката атмосфера не го дозволува тоа. Значи, тука на која политичка атмосфера се мисли точно? На каква точно политичка атмосфера? Дали околу можноста да се обезбеди двотретинско мнозинство и така натаму? Првото е нели парламентарната можност, но ние сме сега во една многу зовриена политичка атмосфера со уставните промени, која не е само прашање дали ќе ги изгласаме, туку зовриваме на една целосна поделба на општеството, на предавници и јас би рекол на оние кои што сакаат да го повлечат општеството напред, по мене за еден безазлен, не е ни проблем, безазлена измена во Уставот, во кој сме навеле дека дел од оваа држава припаѓа на македонци, на албанци, на срби, роми, зошто да не припаѓа и на тие што се чувствуваат бугари, односно, по природа на нештата припаѓа и на тие. Што ако некој не се чувствува македонец, але оваа држава не е него? Иако тоа го констатираме во Уставот, што сме какво предавство е направено. А нашата придобивка ќе биде исчекурување кон Европа, кон не само европските фондови, кон европската цивилизација и седнување на масата со 27-те лидери и нации и држави кои што цивилизацијски се најнапред во овој свет. Освен тоа, со сегашната територијална организација и законот за град Скопје имаме населби и подрачја кои што, например, се поделени на неколку општини. Пример е тука нели Скопската чаршија, која што една улица спаѓа под општина Центар, друга улица под општина Чаир, или например индустријската зона Визбегово, која трпи големи пречки во низиниот развој, затоа што припаѓа на 3 општини, ако не се лажам. Да. Се тоа проблеми кои што низ тој закон треба да се решат, кои самиот попис ни го наметнува да мораме да влеземе во решение. Ние засега не се официализирани уште податоците од пописот и имаме еден период да можеме да го одлагаме тој процес, но тој ќе се наметне како реален. На тоа се работи, но јасно ви е дека тоа е и политичко прашање, заради кое и во чаршијата се делеа улиците така, и Збегово се делеше, па и самиот распоред на Скопје, но стекнатите права, не би рекол погрешен израз употребен, но еднаш воспоставениот систем, многу е потешко да го промениш. Меѓутоа, кога ќе гледаме ова, малку предолго трае. Дали можеме на некој начин, дали има некое решение за да се скрати целиот овој процес? Постојат решенија, но ние мора да се соочиме со политичката атмосфера. И ние мора да поработиме со граѓаните, бидејќи политичката атмосфера ни е поларизирана. Ќе доаѓаат избори. Ако сакаме да ги решаваме суштинските проблеми на граѓаните, граѓанинот мора да преземе одговорност, а ние мора
не да го едуцираме, туку да му ги објасниме процесите, за да може вистински да избере. Ако тој повторно, според анкети и истражувања, повторно прави изборни резултати кои ќе носат блокирани парламенти, ние ниедно прашање вистински не можеме да го решиме. Онака како што бара потребата. И за крај, ваша генерална проценка, моментална и генерална проценка за иднината на општините во Северна Македонија? Па сега јас не сум тука за проценки, јас си земам задача да го подигнам тоа ниво. Значи, овие проблеми што ви ги кажувам, не можам да ги решам, или бидејќи тоа не се проблеми кои со волшебно стапче, но да тргнеме во правец на разрешување. Ние работиме со градоначалници, работиме со општински совети, држиме обуки, семинари, даваме мерки со кои му кажуваме во кој правец треба да ја движат општината, не конкретната, говорам како единица на локална самоуправа. Во директните комуникации, јас со градоначалниците и директно посочувам да се подигне нивото на хигиена, затоа ќе правиме еден проект, програма за следната година, секоја општина во Македонија да добие електрични метачки, барем една, за да се почувствува. Со тоа ние проблемот на хигиената не сме го решиле, се разбира, но да направиме чекор кој ќе ги поведе и граѓаните, и локалната самоуправа, а и нас како влада со грантовите од ИПА фондовите, од другите донаторски проекти, да ги насочиме во разрешување на вистинските проблеми. И ја по природа сум оптимист дека ќе постигнеме некој резултат. Ви благодариме што ги одговоривте прашањата на Мија.